Денот на црвото е романот кој се стекна со наградата Роман на годината за 2021 година од Фондацијата Славка Јаневски. Станува збор за вашиот прв роман. Може ли да ми кажете како дојдовте до идеја да пишувате роман овој пат со оглед на тоа што претходно најмногу бевте посветени на раскази? Здраво, најпрво да ви се заблагодарам за поканата за учество. Да речеме дека идејата беше намерата, односно да напишам роман, беше од малце поодамна, кога ја објавив првата збирка раскази во 2015. Тогаш имав чувство дека за сега завршив со расказите и дека сега е време за нешто ново. Така што знаев дека следното што ќе го напишам ќе биде нешто различно до тога што сум го пишувала, само што не знаев кога. И не го форсирав тоа, нели? Чувствував дека треба да го напишам кога однатре ќе почувствувам порив и потреба, и тоа се случи во 2020, се случи да излезе во форма на роман, кој што сепак е поделен нели во глави, кој што наликуваат пак и може да функционираат и како засебни раскази. Меѓутоа, драго ми е што успеав да се исполнам намерата и да одговорам на предизвикот со еден ваков интересен роман. Романот е за ослободување од прангите, од внатрешните и од надворешните зандани, посегнување кон слободата, се наведува во рецензијата за романот. Од каде идејата да се пишува токму за овие теми? Од каде ја црпевте инспирацијата? Темите се наметна, за жал, во условите на пандемија, кога се најдовме дома во локдаун, кога градинките беа затворени, јас бев на породилно отсуство со дете дома од 4 години и бебе од 3 месеци. И секогаш кога се зборува за родителство, особено за мајка нели која што користи породилно отсуство за да ги чува децата, тоа знае да се романтизира, нели да се фокусираме само на убавината на тоа да се биде со своето дете, да се прават истите рутински работи цело време, нели, да го заспиеш, да го надоеш, да го пресовлечеш, да го избањаш. Меѓутоа, тоа е психички многу интензивно и напорно, многу е напорен период, прво заради тоа што нели немате редовен сон и чувствувате физички замор, што пак од друга страна предизвикува стрес, екстра стрес, анксиозност, особено ако сте нели таза мајка на прво дете. Јас за мала среќа имав претходно искуство, така што нема да лажам и нема да глумам дека ми беше лесно, напротив, тешко ми беше и чувствував дека сакам да избегам од ситуацијата во која што се наоѓам, дека ми треба нешто да се случи да ме избави од ситуацијата, да ме спаси. Не само од пандемијата во која што се најдовме сите, тогаш нели тоа ни беше ново и непознато, немаше се уште вакцини, уште не се знаеше толку за вирусот, туку и од ситуацијата да се биде мајка на 2 мали деца, без екстра помош, нели сопругот на работа, и при тоа да се води сметка за целокупното домаќинство, обврски што си бара домот и сето. Така што иницијалниот порив да се пишува на оваа тема беше фактот што оваа тема мене беше многу блиска и јас бев однатре влезена во самата бура, а понатака заради тоа што сметам дека јас сум компетентна да пишувам само за теми што ги знам лично и што ги живеам, кои што се актуелни, а не се, например, не знам за Ренесанса или за барок или за не знам за нешто кое што јас сум го доживеала и го знам само од прочитани книги. Не сум го доживела лично, не се чувствувам компетентна да пишувам за тоа. Романот изобилува со многу ликови кои на површина го валат нашето секојдневие, нели, нашите проблеми со кои што се соочуваме, чувството дека единствено решение е бегство или некоја промена. Која е вашата порака до читателите? Како ние да се носиме со животните промени? Па би рекла дека нема иницијална формула и дека се зависи од природата на промената. Ако тебе ти се случи промена која што те води кон добро, генерално чувствуваш некој позитивен адреналин, некој позитивен страф од непознато и од ново, меѓутоа заради природата на промената си целиот исполнет со надеж, со оптимизам, целиот си полн со енергија да излезеш во пресрет на тоа што допрва следи. Од друга страна има промени кои што се случуваат ненадено и на кои што не сме спремни да ни се случат и за жал се лоши. Така што секој човек индивидуално мора да го најде својот начин на кој што се носи со промените. Мислам дека еден од предусловите е да прифатиме дека промени се случуваат.
и дека ништо не е трајно, ништо не е вечно, се менува и дека колку побрзо се адаптираме на новонастанатата ситуација, која да е таа, и дека без разлика дали во неа сме се нашле доброволно или некој не втурнал, нели, околностите и така натаму, мора да го прифатиме тоа што е можно побрзо, да се соочиме со новата ситуација и да продолжиме понатаму. На некој тоа му е, не знам, спортува, некој сака да чита, некој сака да патува, некој сака да седи во соба и да плаче. Ништо не е за осуда, едноставно секој треба да си го најде својот начин. Какво е чувството да се стане лауреат на Рома на годината? Го очекувавте ли, ја очекувавте ли оваа награда воопшто? Па, многу пати сум го замислила тој момент и толку многу ја посакував оваа награда, што почнав да се убедувам себе си дека нема да ја добијам, само за да не ми падне тешко ако навистина не ја добијам, заради тоа што нели ова ми е мене прв роман и втора книга, јас сум прилично почетник сум во оваа бранша. Мислев дека можеби во одредена ситуација би ме демотивирала, као сега еве јас нели ја добив наградата, не сум повеќе мотивирана да пишувам. Меѓутоа за среќа сум супер приземна и оваа награда кај мене лично не смени ништо, уште пишувањето ми е забавно, уште чувствувам дека имам што да кажам, дека допрва треба да се работи. Најмногу и во тој правец ја доживам наградата како една видна обврска за да ја ширам пораката дека е супер кул да читаш, дека читањето никош нема да излезе од мода и дека треба да им се даде поголема шанса на домашните автори, пред се заради тоа што говорат и пишуваат нели на нашиот домашен јазик, каде што воопшто ништо се нема изгубено во содржината низ превод. И на тој начин се поттикнува уште поголемо објавување и пишување. Секако квантитет за сметка на квалитет може да игра нели тука улога, меѓутоа зошто да не нови лица да излезат и да дадат некој нов бран, нова свежина во пишаниот збор кај нас. Токму тоа ми беше и следното прашање, бидејќи токму оваа награда Роман на годината со години наназад успева да ја мотивирам македонската јавност, нели повеќе да се насочат кон нашите автори. Кој е вашиот совет кон помладите генерации? Како да се мотивираат повеќе да читаат книги кои што се од македонски автори? Па ова е, можеби би го одговорила како Симона копирајтер, не како Симона автор, да речем ако добијам задача да популаризирам читање, тоа позади себе би повлекло сериозно обмислување на кампања. Мислам дека само низ комерцијални кампањи може да се покрене свеста за читањето, односно насекаде од разни медиуми да им се зборува и да им се сервира тоа на луѓето дека не знам со читањето, кои се придобивките од читањето, да се запознаат дека книгите не се многу скапи. Тоа е релативен поем, нели скапо ефтино, меѓутоа генерално се приступачни тие книги. Да има што е можно книги прикачени од домашни автори онлайн, за да можат луѓето нели да ги симнуваат, да има дистрибуција во внатрешноста на книги, да се доделуваат награди, например, не знам, ако погодиш нешто во врска со конкретната книга, да добиеш подарок книга, луѓето сакаат подароци, да има можеби онлайн разговори со самите автори, да почувствуваат читателите дека авторите не се некои далечни божества до кои што не може да се дојде, туку дека се нормални луѓе со кои што може да се разговараат, да ги прашаат нешто. И за младите автори треба да си го следат својот внатрешен глас. Ако имаат приказна, ако чувствуваат дека знаат да ја раскажат, ама се плашат од осуда, нека дадат прво на некој близок на кој што му веруваат, нели да им каже мислење, нека комуницираат со издавачите исто треба да бидат поотворени и да се излезе од таа некоја баналност на теми. Мислам дека младите сега имаат многу мал attention span и дека генерално читаат странски автори, па можеби треба да се види што тоа читаат младите и да се адаптира моменталната пишувачка фела тука на темите кои што ги бараат младите, не по секоја цена, нели? Меѓутоа треба да се најде еден баланс, има начини, само треба да си има волја, желба и најверојатно средства некој тоа да го вози на подолг временски период, година, 2-3, кампањски да биде. И за крај уште едно прашање, кои се плановите за блиска иднина? Се навестува ли некое ново дело?
Во моментов, освен што одговарам на интервјуите, на разговори што ме викаат, конкретно за романот има најава за гостување во Куманово, во Центарот за култура Трајко Прекопие во мај. И Звездан Георгиевски најави од Фондацијата Славко Јаневски најави дека ова лето планираат да ги интензивираат посетите на внатрешноста со романот. Јас да гостувам заедно со издавачот најверојатно. И во септември очекувам од печат да излезе мојата прва детска книга, која што се вика Градот Вабу и ја издаваме заедно со издавачката куќа Чудна шума. Многу сум возбудена, имам и коавтор, илустратор Алексеј. Така што сега за се е тоа, би сакала периодов да еве да речеме годинава, затоа што од септември ќе фати нели другата половина на годината, да биде во знакот на литературата моја за возрастни за деца, па после би направила пауза. Не намерно ништо, меѓутоа не е во ред и да им засетиш на луѓето. Треба да ти има само кога имаш што да кажеш, така што кога ќе имам што да кажам, ќе се видиме пак. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.